Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. И на сите им зборуваше: ако некој сака да оди по мене, нека се откаже од себе си и нека го зема својот крст секојдневно и нека ме следи. Лука, 9 глава, 23 стих. Абдул Рахман беше осуден со смртна казна, со малку изгледи за избегнување на екзекуцијата. Случајот против него беше непропустлив. Тој го призна неговото злосторство кое што наводно било извршено пред 16 години. Имаше јавна осуда и барање да се погуби брадестиот човек со тажното лице за она што тој го сторил. Илјадници луѓе беа собрани на улиците барајќи тој да биде погубен. И што било злосторството што тој го сторил? Пред приближно 16 години, на возраст од 25 години, Рахман се преобратил од исламот во христијанството. Само еден момент може би размислувате прашувајќи се: дали е тоа се што направил? Зарем истото не го прават илјадници други луѓе секој ден? Да, но не во муслиманската земја каде што шеријатот или верскиот закон го осудува лицето на смрт. Кога меѓународниот печат ја објави престојната екзекуција, избувна огнена бура од реакции што на крајот го спаси неговиот живот. Но јас отидов понапред со приказната. Рахман живеел во Авганистан, каде што уставот дава религиозна слобода, но различна група на закони содржани во шеријатот или религиозниот закон го осудува на смрт лицето кое се преобратува од исламот во друга религија. Кога беше извршен меѓународен притисок врз тогашниот претседател Хамид Карзаи, Рахман беше проценет како ментално неспособен за да учествува во судски процес. Со други зборови, тој беше прогласен за луд. Зошто? Кога обвинителот ќе му поставил прашања според портпаролот на судот, тој разговарал сам со себе и мрморел. Кога бил прашан што кажува, тој одговорил: јас зборувам со Бог. Кога мисионерката Мери Слесер, која го поминала поголемиот дел од својот живот служејќи во Нигерија, се вратила во својата родна Шкотска, таа исто така изгледаше како да зборува самата со себе. Кога луѓето почнале да мислат дека го изгубила својот здрав разум и кога била запрашана за практиката, таа брзо објаснила дека се моли, разговара со Исус. Се чини дека Рахман ја презел истата пракса. Животот на Абдул Рахман беше поштеден и тој на крајот пронајде азил во Велика Британија, но доколку немаше меѓународно негодување, тој ќе беше безимена жртва. Мноштво непознати поединци кои се преобраќаат во христијанството не поминуваат добро. Земете ја, например, личноста која одговорила на христијанското програмирање на арапски јазик, продуцирано од Transworld Radio, главната христијанска радиодифузна група. Пишувајќи му на радиодифузерот, слушателот го кажал својот одговор дека поверувал во Исус Христос како Господ и Спасител. Неколку месеци подоцна, кога радиодифузерот патувал во областа каде што живеел слушателот, тој дошол во неговото село и се распрашувал за тоа каде може да се најде таа личност. Јас ќе ве одведам таму, одговорил неговиот сосед. Радиодифузерот го следел соседот кој го водел, но не во неговата куќа, туку на локалните гробишта. Ова е местото каде што е тој, рече тој додавајќи. Ова е тоа што се случува со некој кој ќе поверува во Исус Христос. Имало движење во исламските земји да се офрли секуларниот закон во корист на шеријатот, каде имамите и свештениците кои бараат сурови и тешки одмазди на жртвите имаат многу поголема власт отколку владите. Законите врз основа на шеријатот не покажуваат милост, сочувство, туку бараат апсолутна и непоколеблива сообразност. Казните се брутални и сурови, не само за оние кои се преобраќаат во друга религија, туку и за оние кои не се придржуваат строго кон барањата на исламската религија. Вистинската битка која предстои не е исламот против Западот, туку радикалниот или екстремниот ислам против остатокот од светот. Имам целосна свесност за она што го избрав, изјави Рахман за еден италијански вестник додавајќи: ако морам да умрам, ќе умрам. Неговиот став беше она за која зборувал Исус кога рекол: ако некој сака да оди по мене, нека се откаже од себе си и нека го зема својот крст секојдневно и нека ме следи. Лука, 9 глава, 23 стих. Несомнено, ќе има повеќе луѓе кои ќе се соочат со предизвикот со кој се соочил Рахман. Ќе се молите ли за тие Христови следбеници денес? Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.